Лекарската комора дополнително ќе го разгледува барањето за продолжување на лиценцата на доктор Игор Кузмановски од клиниката за неврологија, која по скандалот со снимката на која се гледа како тој во чинија меша бела прашкаста материја, за која тој самиот алудира дека станува збор за кокаин, се утврди дека му е стечена пред 7 месеци. До тогаш Кузмановски останува без активна лиценца за вршење докторска дејност, наведуваат од Лекарската комора во денешното сопштение, во кој информираат дека незината комисија за етички и правни прашања го разгледала случајот на Кузмановски и упатила јавна морална осуда за настанот. Ова се прави со цел да се заштити интегритетот и угледот на лекарската професија, бидејќи однесувањето прикажано на снимката ги нарушува довербата во професијата и не е во согласност со високите морално-етички стандарди кои се очекуваат. Комората нагласува дека доктор Кузмановски, како и секој лекар, треба да биде свесен за својата улога и значење во заедницата. Комисијата за етички и правни прашања, како што наведуваат од комората, детално ги разгледала документите добиени од Министерството за здравство за Кузмановски, а направила и проверка на поднесените представки до комората за евентуални етички пропусти во работењето, при што било констатирано дека нема случај поврзан со Кузмановски. Со цел да може да се обезбедат соодветни факти и да се добие целосна слика за етичкото однесување на докторот во изминатиот период, што сметаме дека е важно во оваа ситуација, комисијата цени дека е важно да ги имаат на увид и извештај од стручните комисии, формирани за овој случај од страна на Министерството за здравство и Универзитетската клиника за неврологија. Оттаму наведува дека по добивањето на официјалните извештаи и комплетирањето на информациите, комисијата ќе донесе заклучок за понатамошно постапување во однос на прекршувањето на етичките норми од страна на Кузмановски. Инаку според статутот на Лекарската комора, судот на честа е органот кој на барање на обвинителот на комората расправа и одлучува за одговорноста на членовите на комората за сторена повреда од етичка и професионална гледна точка и за повреда на кодексот на медицинската етика и должности, при што може да се изрече опомена, јавна опомена, парична казна, како и времено или трајно одземање на лиценца. Обвинителот пак има право и должност, според членот 38 од статутот на Лекарската комора, да поведува постапки против член на комората за кој постои основано сомневање дека го повредил законот, статутот или кодексот на медицинската професија.